Почитувани майки, сестри, колеги, колешки, добро утро. И навистина денеска е чест да се биде на ваква конференција. Свесен сум и треба да сите да сме, дека сите жени што денеска сте тука, сите жени во сите канцеларии, денеска и секој ден на работното место, сите девојки и жени при постигнување на сите степени на развојот, веќе се неколку чекори напред, затоа што требало и преминуваат преку многу повеќе препреки и предрасуди. Но дали со ова може да се согласиме? Ова е реалност за сите жени, секаде. А сепак не можеме да го нотираме како факт. Само жените искуствено знаат што значат тие препреки. Во какви мали нијанси на тон, заплашување, потргнување на страна, шеги, сместување во кутија на што може да се биде и до каде може да се расне и напредува, што се очекува за да бидат целосни или доволни, сватени сериозно, на зборување, изолирани во машко, објективизирани, етикетирани, сведувани на преемотивни или недоволно женствени. Само жените знаат што цел овој куп значи да се носи од дозгора на секојдневниот живот и обврски. Само кога ќе го кажам сиот овој куп над мене, станувам свесен од колку сум јас ослободен. Сето ова го кажувам за мојата порака биде уште посилна. Кога ќе кажам, ви се восхитувам и ви благодарам. Ви благодарам за тоа што и покрај се ова, вие постојано, секој ден, влегувате во просториите со леснотија, жив дух, оптимизам, орност и одговорност за она што денот ви го носи. И секој ден успевате. Го заземате вашето место и тоа не ви е дадено, но е ваше. Ви припаѓа затоа што го заслужувате. Јас немам начин како да делегализирам се што вам ви се случува. Ова е работа на свеста, напредок во општеството, борба со предрасудите, покажување и славење на добрите примери и отврлање на сето оно што стои на вашиот на сечи пат. И овде сум горд што системските закони за заштита од дискриминација, Истанбулската конвенција, правичната застапеност, родово сензитивните политики и правото на еднакво вреднување на трудот се реализирани во нашата држава. И ова е факт. Но мораме да продолжиме да се бориме со сите овие пречки кои се реалност, но не и факт. Ова е втор ден од оваа конференција и одлучив дека денеска нема да ви зборувам за бројки на вработеност на жени, колку сте вклучени во бизнисот, колку грантови биле обезбедени за жени, затоа што верувам дека од тоа веќе се е кажано. Денеска тука со вас сакам да зборувам за работите кои не ги кажуваме гласно, а мораме. На жените не им треба охрабрување. Вие веќе сте храбри. Не ви треба заштита. Вие не сте жртви. Не треба да ви се даде шанса. Вие сами си ја земате. Вам, жените, не ви требам јас или било кој друг да ви каже кои сте, што можете и колку вредите. Вам, жените, ви требам јас и сите како мене, ослободен од моите генерацијски натрупани предрасуди и очекувања, и ова е процес и пат на кој сите ќе мораме одново да научиме. И денеска, додека зборувам, морам да ви признам дека навистина имам голема трема. Затоа што знам дека зборовите кои ги читам се вистина, иако често е некажано. Посебно не во бизнес светот од кој што јас доаѓам. И ова денеска не се мои зборови. Ова се зборови кои ги напиша Ана, која ги работи моите комуникации.
и сака да додадам дека се во кабинетот без мене не функционирате ни еден ден. Да, Ана, така. И тоа е вистина, иако е непроверлив факт. Како што е вредноста на сите жени на работните места. Вие сте конкурентска предност во секоја канцеларија, на секој состанок, во секој решавање на конфликт или предизвик, во секоја јакнење на тимот и напредок. Ова се зборови кои ги напиша Ана, низ кои зборува и мојата ќерка Калтрина, која е и албанка. И ова е уште едно камче на нејзиниот куп. И овие зборови ги кажувам јас, но искуствата се ваши. А јас ви ветувам дека секојаш ќе бидам вашиот глас. Гласен со вас и за вас, ќе се борам да бидете на секоја маса каде што се носат одлуки за вашата финансиска независност и еднаквост во домот. Ви благодарам.